Почитуван директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството, господин Никица Бачовски, почитуван заменик директорот Ремзи Абдулахи, почитувани млади земјоделци, почитувани медиуми. Вложувањето во земјоделството секогаш вреди, бидејќи производството на храна е една од најблагодарните професии. Да произведуваш храна за себе и за другите е предизвик. Треба да знаеш како, да сакаш и да можеш. А младите и знаат, и можат, и сакаат. Тие се нашата енергија, која не движи напред, постојано со ентузијазам и верба да ги потикнуваме, да ги охрабруваме и да им помогнеме да ги реализираат своите идеи и амбиции. А навистина, се е полесно кога државата стои позади вас. Интересот на младите да започнат собствен бизнис, и тоа токму во земјоделскиот сектор, секоја година расте. Тоа е и европскиот тренд, кој е тесно поврзан со зголемувањето на свеста за значењето на животот во здрава и еколошка средина и препознавање на земјоделското производство како профитабилен бизнис. А сето ова значи дека грижата на државата, преку поддршката намената токму за нив, даваат резултати. Младите ја препознаваат можноста која им ја нуди државата, токму земјоделското производство да им биде примарен извор на екзистенција. На последниот повик за мерката 112, помош за млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност, пристигна 111 апликации, од нив 50 апликанти ги исполнуваат условите и со нив ќе бидат потпишани договорите за добивање финансиска поддршка во форма на неповратен грант со вредност до 10.000 евра по корисник. Овие средства се обезбедени од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој и представуваат иницијална поддршка од државата за младите земјоделци да можат полесно да започнат свој бизнис, да создадат нови брендови на пазарот, да инвестираат во нови дејности преку кои ќе ги реализираат своите идеи. Сите одбрани грантови се врз основа на добри деловни планови кои имаат развојна компонента, го таргетираат домашниот пазар, користат сопствени ресурси и имаат компонента за модерно производство, со примена на добри земјоделски практики и грижа за животната средина. Радува податокот што на последниот повик подеднакво бил голем интересот и кај жените, и кај мажите кои се на возраст до 40 години. При тоа, побарувањата за грант се од сите земјоделски гранки: млекарство, сточарство, пчеларство, овоштарство, винарство, производство на сточна храна, како и набавка на земјоделска механизација. Денеска ќе ги доделиме првите 6 од вкупно 50 договори за финансиска поддршка за одобрена инвестиција. Дозволете ми да ви честитам најпрво вам, кои сте овде присутни, но и на сите други кои не бевме во можност да ги повикаме поради актуелните здравствени протоколи. Мојата порака за сите вас е да продолжите да ни верувате. Продолжете да имате верба во својата држава и институциите. А ние ќе продолжиме и понатаму да креираме мерки кои ќе ве потикнуваат овде, дома, да ја градиме својата иднина. На сите ви посакувам храбро и мотивирано да ги инвестирате парите. Новата година нека донесе нови успеси и уште многу нови можности. А најмногу од се посакувам да добијам повратни информации дека вредноста на грантот сте ја мултиплицирале. Тогаш, успехот на мерката за поддршката на млади земјоделци ќе знам дека е целосен. Ви благодарам. Министер Димковски, почитуван заменик директор Ремзи Абдулахи, почитуван шеф на кабинет Гоце Ѓорѓиевски, почитувани млади земјоделци, почитувани присутни. Чест и задоволство ми е што денеска ги подпишуваме 6 од вкупно 50 договори кои ги исполнија условите за добивање на средства преку мерката Млад земјоделец.
Овие луѓе добиваат неповратни 10.000 евра за реализација на предложените инвестиции. Сите 50 одобрени апликации побаруваат околу 28 милиони денари за реализација на идеите за собствен бизнис. Средствата се неповратен грант, а со овие пари апликантите ќе набават тресачки за вишни, земјоделска механизација, берачки за лешници, опрема за млекарство, винарство, пчеларство, инвестиции во сточарството и производство на сточна храна, а има и инвестиции кои се наменети за постбербени активности. Како млад човек искрено се радувам што многумина од вас препознаа шанса како со неповратни 10.000 евра да создадат свој бизнис и да креираат фирми кои ќе произведуваат производи со поголема додадена вредност. Исклучително сум горд што од 50 апликации дури 22 се одобрени за жени носители на земјоделско стопанство, а 28 се мажи. Тоа се млади луѓе кои се регистрирани како индивидуални земјоделци согласно Законот за вршење на земјоделска дејност и Законот за пензиско и инвалидско осигурување, што значи дека земјоделската дејност им е главен извор за остварување на приходи. Средствата за реализација на овие проекти се обезбедени преку програмата за рурален развој. Овие 50 млади апликанти ќе реализираат инвестиции во сите региони низ државата, што значи дека во повеќето делови од државата ќе се отварат нови бизниси и нови работни места. Инвестирањето во вистинските млади земјоделци е стратешки пристап на владата и надлежните институции, се со цел да се развива и модернизира секторот земјоделство. Само со вложување во младите може да влијаеме на одливот на истите и на миграцијата село-град. Преку финансиската поддршка која доделуваме со мерките 112 и 113 наменети за млади земјоделци, ги поттикнуваме младите да се вклучат во производството на земјоделски производи, а веќе се влијае и врз намалување на увозот на храна с големена конкурентност и квалитет. Агенцијата и во наредниот период ќе продолжи да спроведува мерки и програми кои нудат поволни услови за развој на домашниот агросектор и отварање на нови работни места. Преку програмите кои ги реализира агенцијата, обезбедуваме нови можности за успех на сите млади кои се занимаваат со земјоделство, со помош на мерките кои ги спроведуваме, помагаме рамномерно, регионално да се развиваат сите населени места. Почитувани млади, почитувани земјоделци, ваше е да продолжите да создавате успешни бизниси, квалитетни земјоделски производи и нивни преработки, а ние ќе продолжиме да создаваме поволни услови за раст и развој на домашниот агросектор. Силно верувам дека можеме заедно да го подмладиме и зајакнеме секторот земјоделство. Ви посакувам богат род, квалитетни производи и уште многу успешни проекти. Ви благодарам.